Ајде сега да зборуваме за музика и да му кажам јас добро утро на следниот наш гостин. Кристијан Демјански, музичар, се разбира, веќе познат. Јас морам да се бораме новата песна. Зашто да се бориме? За љубов, за... Во овие песните секогаш за љубов се пее, па зашто се работи тука? Само накратко, па искра повеќе. Така, значи песната е наменета нели за повеќе за љубов, меѓутоа една порака до сите гледачи дека за било каква работа во животот треба нели да се има една борба. Прекрасен одговор добив, Искра. Од младите како можеме да учиме, гледаш? Така е, да. Кристијан не е прв пат овде во студиото, минатиот пат си беше доста разговорлив, иако на самиот почеток од кариерата. Кристијан инако не е победникот од првата сезона на Патот до звездите, еве сега реализира една од наградите песните. Кристијан, добро утро. Добро утро. Добро ни дојде. Добро ве најдов. Не само во студиото, туку добро ни дојде директно од Берово. И ако вообичаено им се заблагодарувам на гостите што доаѓаат од друг град специјално за нашата утринска, за тебе треба двојна благодарност затоа што доаѓаш од чистото Берово, доаѓаш овде да те загадиме со нашиот воздух. Кажи ми како е кога ќе дојдеш од Берово, кога ќе влезеш во Скопје? Како дишеш? Па дефинитивно тешко, има разлика. Овде се чувствува веднаш, нели? Ние сме навикнати веќе. Да. Во Берово е пречисто, пречист воздух. Им препорачувам на сите кои што имаат можност нели да го посетат Берово, да дојдат за да се надишаат барем чист воздух, ако ништо друго. Да, меѓу другото и твојот нов видеозапис, спотот за песната што ќе го промовираме, е снимено токму во тие предели, така што ќе можеме и визуелно да не поканиш преку спотот. Кристијан, последен пат овде беше кога беше полуфиналист во првата сезона од Патот до звездата. Дали ти изгледа сега како цела вечност да поминало од тогаш? Па изгледа, да. Што сега се чувствувам нели послободен од тогаш. Голема чест и задоволство ми е што сум пак гостин во оваа прекрасна емисија. Мислам, јас во Алфа искрено и пораснав од мои 7-8 години од Зајди талент. Зајди имаш учествувано со Зоки. Овде сум веќе стален гостин. Кажи ми сега од денешна гледна точка, кога заврши се, нели измина веќе втората сезона, какви спомени имаш од големото музичко талент шоу Патот до звездите? Какво патешествие беше тоа за тебе? Така, пред се ми беше најбитна дружбата, да запознам нови колеги, кои што секој пат ќе кажам, сите музичари не ги гледам како конкуренција, како ривали. Самото шоу представуваше една голема дружба, одлично искуство и голема чест и задоволство што еве се пријавив. Се надевам дека ова шоу ќе трае, не се покаја во ниту еден случај. Се надевам дека веќе ќе има и трета сезона и четврта и ќе продолжи така понатаму. Тебе лично колку и како ти се промени животот по шоуто? Искрено тргнав на еден многу добар пат. Со тоа што ми излегуваат веќе повеќе свирки, повеќе настапи, како во Македонија, така и надвор од Македонија, да. Еве овде морам да најавам дека на 15 февруар, по повод Свети Трифун, ќе гостуваме во Швајцарија. Ќе се организира Малешевска вечер. И другите настапи кои што ми се исто така во странство, односно надвор од Македонија, најверојатно на Великден ќе настапувам во Германија и доста чести настапи имам во Бугарија. Меѓутоа, во глобала, ми се променија многу ствари во животот откако победив на шоуто. Самиот настап, нели, Патот до звездите, на кое скалило е Кристијан сега на тој пат од звездите? Веќе си тргнат? Дали си стигнат до таму до каде што сакаш? Не сум стигнат. Тек сум уште, да кажам, на почеток. Веќе се спремаат и нови проекти, може да се очекува нешто ново од мене. Тоа се уште следни 2 песни кои што треба да ги правам. Тие се исто како награда од Пат до звездите, меѓутоа три, да. Меѓутоа тие другите 2 што следуваат се само музика, нема да има видеозапис. Меѓутоа сум решен еве да си дадам шанса на самиот себе да и тие 2 песни излезат со видеозапис, па се надевам дека до крајот на годината би излегол и некој мал албум од мене.
Кристијан, пред да ја промовираме самата песна, значи да им кажем на гледачите да останат до крајот на разговорот, бидејќи на самиот крај и ќе ја слушнат и видат. Ајде малку да си се навратиме, иако имаш зборувано, но никогаш доста за своите почетоци, со оглед на тоа што за прв пат имаш застанато на сцена на само 5 годишна возраст. Така се започна во твоето Берово. Така. На фестивал, на кој беше поводот? Вака, фестивалот се организираше 2 години. Јас тогаш настапив на моите први 5 години. Тоа беше фестивал со надпреварувачки карактер, меѓутоа нели да се направи нешто поинтересно во Берово. Фестивалот се викаше Фолк и забавна имитација, на кој што требаше не само да се пее, него и да се имитира пејачот кој што го изведуваше. Тогаш на 5 години настапив со песната Лане моја од Желко Јаксимовиќ, а следната година со Она од Дарко Филиповиќ. И двете години бев, првата година бев како победник, прво место, а втората година како најмлад дебитант на преварот. Потоа што следуваше? Потоа овде следуваат настапи по разни телевизии. Најпрво учествував кај наеден кај Сузана Турунџиева, голем поздрав до незе. Шоуто траеше некаде околу 1 година. Таму освоив прво место, тоа го имам зборувано. Веќе овде почнуваат настапите во Алфа, кај Зоран Џорлев, кој за жал не е меѓу нас веќе. За голема жал. Да. Потоа исто имаше на Алфа надпреварувачки карактер Зајди талент, кај што беше Зуица Лазова, мислам, да. Сега овде морам да напоменам за мене најголема чест и најголемо задоволство мој настап во Романија. Тоа беше фестивал со надпреварувачки карактер, каде што менаџер беше Маријана, ако не се лажам, од Прилеп. Прилеп. Да. Менаџерот. Имаше избор во Прилеп тогаш за неколку македонски надпреварувачи и за среќа ме избраа мене. Тоа е 2009 и 2008 година, така некако. Сега морам да напоменам, кога појдов таму, сите надпреварувачи беа со професори, сите учени со музички школи. Јас појдов со мајка ми и со татко ми тогаш. Си имав спремено матрица, меѓутоа тогаш матрицата ми се расипа во моментот кога требаше да настапам јас. И менаџерот ми вели, вика, мора да настапиш без разлика, ќе ја пееш, вика, цела песна акапел. Јано Мори песната ја пеев. Ја испеав цела акапел. И во мојата категорија на народна музика зедов прво место, а на ниво на целиот фестивал од сите надпреварувачи од 72 земји го освоив Гранд Прито. Што значи овој малер што ти се случил всушност излезе на добро. Да. Така. Кристина, како што ги набројуваш овие твои настапи, фестивали од надпреварувачки карактер, сегде имаш освојувано, ако не прво, тогаш второ. Дали тоа значи дека си предодреден да победуваш? Па, не знам како да го објаснам тоа. Може имам некоја звезда, може... Сум задоволен од секој настап што ќе земам награда. Сега небитно дали ќе биде прва, дали втора, дали трета. Доста награди имам. Во Струга на Езерски бисер имам второ место земено. Во Делчево имам прво место земено. Сега скоро 2022 бев во Босна и Херцеговина во Маглај. Мислам, од овој фестивал таму имаат излезено Северина, Желко Самарџиќ. Доста од популарните српски изведувачи имаат, мислам, имаат учествувано на тој фестивал. Таму зедов 2/3 награди. Едната беше од стручна жири, а другата беше од публика. Нели ти е стресно да се надпреваруваш, со оглед на тоа што се зависи од тие 2-3-4 максимум минути, така? Еве се случуваат непредвидени ситуации како ова со матрицата. Да. До првите мои, да кажем, 7-8 години веќе кога навлегов во тие води, некако излегував со голема трема, но и голем ентузијазам, што поскоро да настапам, а да заврши тоа сето на најдобар ред. Сега веќе само имам ептен голема желба да излезам на сцена, без трема сум, без... Целата моја работа ја работам со голем кеф, со голема желба. Не чувствувам некоја трема.
Инаку во моментов си трета година, мислам, студент Трета, на Музичката да, академија веќе на сум при крај на трета. Универзитетот Гоце Делчев во Штип. Каков студент си? Редовно одиш, учиш? Редовен, редовен. Да, кога како. Сега се трудам во секоја сфера да бидам нели добар. Меѓутоа колку што можам се присуствувам на факултет, а дефинитивно сум презафатен со настапи. Сега околу Нова година еве сум бендот. О, сега им се оправдуваш на професорите, да? Малце да им се оправдани. Да се оправдам, да. Еден месец имаме истерано некаде околу 40 свирки. Тука да го споменеме бендот, ти го имаш оформено, Да, така? да. Ајде малку да го изрекламираме бендот, да го испромовираме. SK Band, голем поздрав до сите мои колеги. Вака прво почнав с јас и сајзерист Тони Божидаров, мој Значи, колега, дуо. да. Дуо, да. Почнавме исто во Берово. Првиот настап ни беше во Берово. Сега веќе почнавме нели да го прошируваме бендот. Вклучивме после армоникаш Илче Костадинов, голем поздрав до него. Поработевме со една наша драга колешка од Штип, Марија Данева, голем поздрав до незе. Таја после го напушти бендот, меѓутоа не нели самоволно го напушти бендот. Немаме некои конфликти со незе, баш напротив, добро живееме. Овде се вклучи со нас друга колешка, Драгана Јорданова. И така веќе работиме некои со првиот колега, работиме некои си 7-8 години, а армоникашот и Драгана колешката се веќе четврта година во бендот. Дефинитивно добро ни оди. Што повеќе сакаш да настапуваш сам, соло или пак со бендот? И така, и така. Битно да се настапува, мене тоа ми е најбитно. Меѓутоа, не ќе кажам, со бендот сме веќе како една фамилија. Доста години работиме заедно. Највеќе настапи имаме во Бугарија. Таму ни е некако публиката не прифати како добар бенд. Ресторан Стефановиќ овде морам да го поздравам, затоа што често настапуваме таму. И така. Ајде се, Кристијан, за песната што ќе ја промовираме. Јас морам да се борам. Веќе докажано е дека си борец, очигледно. Станува збор за љубовна балада. Љубовна балада. Дали тоа значи дека планираш да се isпрофилираш во тој правец? Мислам дека да. Ако би правил, да кажеме, некој албум сега, како што ми е на план, некако сум на план право да, мислам, целиот тој албум да изгледа како некој, како да го наречам, еве, љубовен албум. Да биде како некои балади, еве како што е примерот со Јас морам да се борам. Песна која што ми е доделена од Пат до звездите, искрено не очекував дека ќе излезе толку добро. Мислам дека веќе стана доста за 9 дена популарна меѓу публиката. Со тоа што на четвртиот ден кога беше објавена на YouTube, беше влезена 29-та во трендинг на Балканот. Да. Рилсот кој што го објавивме тогаш на Инстаграм имаше околу 54.000 што го виделе тогаш тоа. Автор, мислам, музика и аранжман на Мите Стоилков, текстот е на Огнен Неделковски, голем поздрав до нив. Видеозаписот е од Арт продукција, Дејан Ѓоргиев. И целиот тој проект беше сниман во Аурора Ресорт и Спа. Сега морам да напоменам дека сценаријето е направено лично од мене и од еден мој голем пријател кој што работи како менаџер на Аурора, Милан Биковски, голем поздрав до него. И голем поздрав до сите кои што учествуваа во овој прекрасен проект. Јасно е дека си презадоволен од финалниот производ. Ме интересира на момент прв пат кога ти ја пушти песната. Што си помисли? Јас едва и чекав да излезе песната. Веќе кога го видов финалниот производ, вака го земам телефонот и му пишувам на Дејан, деки тоа е тоа. Тоа е тоа како што ми беше осмислено, така и направен. Прекрасно, прекрасно. Задоволен, презадоволен. Голема благодарност до продукцијата. Се надевам дека нашата соработка ќе продолжи понатаму и дека овие проекти ќе продолжат така како што ми се замислени.
Да, ова веројатно е идеален момент и гледачите да ја слушнат песната, но уште еднаш да подсетиме дека уште 2 песни треба да се... Уште 2, така? Нема да откриваме ништо. Ги имаш ли слушнато барем? Се уште ги немам, се спремаат, но не би открил сега за сега ништо, нека остане во тајност. Што значи тука да замолчиме сега и да завршиме, така му доаѓа? Не. Да. Ти благодарам уште еднаш што дојде, ти посакам уште многу вакви успешни песни и хитови и ти посакам среќен пат. Во среда веќе заминуваш повторно за Бугарија, така? Да, в среда сум веќе за Бугарија, петок, сабота се враќаме во Радовиш, следната недела кога се паѓа таму 15-14 заминувам Швајцарија. Имаш кој да ти запишува, се надевам, бидејќи да не ти се измешаат. Гледам Сето ми е запишено. Гледам да не пропуштам и да не ги заборавам настапите кои што следуваат. И тоа е тоа, голема чест, еве и задоволство ми е што ме поканивте пак во оваа прекрасна емисија. Следната песна повторно ќе ни дојдеш. Со задоволство. Ти благодарам многу, Кристија.